Националниот совет за родова рамноправност во овој период спроведува активности во рамки на својата програма против секаков вид на насилство врз жените. Се спроведуваат, значи, во соработка со Светската здравствена организација, Канцеларијата Скопје и Министерството за труд и социјална политика се спроведуваат обуки кои што се наменети за 5 сектори, значи тоа е секторот здравство, образование, социјална заштита, невладини организации и полицијата и обуките се наменети, значи, за примена на заедничкиот протокол кој што е одобрен од владата, а изработен со поддршка на Кралството Холандија и Организацијата на Обединетите нации во Република Македонија. Крајната цел, значи, на сите овие обуки е примена на протоколот кој што веќе е изготвен и координирано делување на сите релевантни институции кои што значи ги напоменав, кои што се опфатени со протоколот, координирано делување во борбата против семејно насилство и заштита на жртвите на семејно насилство. Инаку планирано да се спроведат 8 обуки во 8 градови, оваа втора поред во Струмица што се одржува и понатаму, значи, ќе продолжи активноста во наредниот период. Представува особено задоволство да се биде во Струмица, особено со оглед на целта и темата на денешниот семинар. Пред се работи, значи, за обука во областа на заштитата на семејното насилство. Светска здравствена организација работи на проблематиката на справување со семејното насилство во соработка со министерствата и во рамки на заедничкиот програм за справување со семејното насилство на Организацијата на Обединетите нации. Целта на денешниот семинар е всушност нешто што со години беше работено, значи протокол за постапување во различните сектори: здравство, полиција, образование, невладен сектор, како и социјалниот сектор. Значи, според владиното усвојување на овој протокол, значи веќе конечно после долги години работење од 2005-2006, значи веќе го имаме овој протокол во функција, во усвоеност. Нашата цел е всушност да направиме обука во имплементација на овој протокол во различните сектори, значи покрај национално и на локално ниво, се со цел заштита на жртвите на семејното насилство и подобар живот на сите граѓани. Оваа програма се имплементира веќе трета година, односно четврта, е во завршна фаза. Практично е поддршка, техничка поддршка на владата во имплементација на националната стратегија која што беше усвоена во 2008 година, која што има мандат до 2011 година, да направи зголемување на јавната свесност дека семејното насилство е кривично дело и дека тоа треба да се пријави, да направи и обезбеди адекватен и да го зајакне системот за заштита на жртвите на семејно насилство и да направи ефективна политика која понатаму ќе биде соодветна на сите оние европски стандарди, светски стандарди и норми, сепак на крајот за заштита на нашите корисници. Ние работиме заедно со 5 UN агенции, тоа е UNDP, Светска здравствена организација, Фондот за популација, Фондот UN Women кој е понов ентитет кој дава директна поддршка на невладениот сектор и УНИЦЕФ. Секој работи со својата експертиза со соодветните министерства, тоа е Министерството за труд и социјална политика кој што е клучно и кој што е всушност и подписник во име на владата и останатите министерства за имплементација на овој проект. Значи, до сега направивме многу. Ако ме прашате што се случи пред 3 години, значи која е разликата од пред 3 години, сега ќе ви кажам дека за прв пат во државата се обезбедија и се направија протоколите за постапување на структурите. Тие постоја, не дека не постоја. Меѓутоа не беа направени на ваков единствен начин, што сме и ние денес во Струмица. Се направи економските програми за жените жртви на семејно насилство, се отворија советувалишта за сторители, се отворија советувалишта за превенција од семејно насилство за деца и мајки во ризик. Се направија 3 успешни кампањи, веќе и третата е во тек, верувам дека на популацијата е позната, да излеземе сите заедно, односно да фрлиме на светлина и да излеземе од мракот на насилството, е последната кампања. Се отворија невладини организации, значи невладини организации кои даваат бесплатна правна помош на сите оние на кои што им е потребна таа бесплатна правна помош за да го спречат насилството. Значи, во следниот период, нашата задача ќе биде да направиме обука на регионално ниво, значи низ цела Македонија по однос на протоколите и механизмите за упатување, а исто така и една голема новина
која што би сакала да ја навамам, тоа се две истражувања кои што во моментот ги работиме, истражување за мерење на преваленција и инциденција на семено насилство кај целата популација, а исто така истражување кај старата популација за превенција од семено насилство. Така да со овие документи ние веќе ќе можеме да направиме нова стратегија која што ќе биде базирана на европските стандарди, односно на конвенцијата на Совет на Европа за спречување на семено насилство.